завршен еден обичен работен ден за тато. Го испратиме тато со убави зборови во фабриката, но за жал обичниот работен ден се претвори во трагичен. Во фабриката се случи несреќа. Останавме сами. Доста е веќе вака. Повредите и несреќите на работа мора да се спречат. Време е за диалог. Работниците заслужуваат безбедни и здрави услови за работа. Да разговараме за подобрување на правата на работниците за безбедна и здрава работна средина. Почитувани гледачи, добро вечер. Видеото кое што туку го погледнавте е дел од кампањата Безбедни и здрави работни места, која заедно ја спроведуваат Македонското здружение за заштита при работа и Сојузот на синдикати на Република Македонија. Токму на оваа тема ќе разговараме вечерва со проект менаџерот во Македонското здружение за заштита при работа, господјата Весна Ристовска. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. И на вас ви благодариме, и советничката од Сојузот на синдикати на Македонија Лидија Насковска. Добро вечер и за вас. Господјо Ристовска, ќе започнеме најпрвин со вас. Еве да ги запознаеме гледачите на Телевизија Плюс кои се активностите на вашето здружение. Така, Македонско здружение за заштита при работа е прва професионална организација која повеќе од 50 години успешно работи во областа на безбедност и здравјето при работа, како фокална организација на Европската агенција за безбедност и здравје при работа и колаборативен центар на меѓународната организација на трудот. Здружението спроведува бројни активности како на национално, така и на меѓународно ниво. Во согласно годишната програма на нашата организација се спроведуваат бројни тематски обуки од областа на безбедноста и здравјето при работа, така да од 2015 година со одлука од страна на Министерство за труд и социјална политика е организација овластена од Министерството за спроведување на стручно усовршување на стручни кадри во Република Македонија. Што покажува вашето искуство, каква е состојбата на терен, се применува ли законот за безбедност? Добро, и од овој проект, и од информативните состаноци, и од спроведената студија, можам да кажам дека има нецелосна и недоследна примена на законот за безбедност и здравје при работа. Еве, може да ни кажете од каде произлезе потребата од спроведување на проектот за јакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина? Така, тргнувајќи од Уставот на Република Македонија, секој вработен има право на безбедна и здрава работна средина, едно од основните човекови права. Учеството на вработените во системот за управување со безбедност и здравје при работа е од витално значење. Многу често вработените во нашите компании ја немаат таа можност и се маргинализирани да ги искажат своите проблеми во однос на безбедноста и здравјето при работа. Европската Унија информира дека над 3 милиони работници годишно се соочуваат со сериозни повреди на своите работни места, 4000 работници годишно гинат на своите работни места. Согласно извештаите на Македонско здружение за заштита при работа, кој ги изработува секоја година, еден работник неделно гина на своите работни места. Ова е состојба која не засега сите и неопходно е да се преземат конкретни активности со цел да се заштити животот и здравјето на македонските работници. Ќе напоменам само за да се осигура безбедноста и здравјето на 217 милиони работници во Европа, Европската комисија лансираше стратегија за безбедност и здравје при работа 2014-2020 година, која има за цел, значи оваа стратегија да се обезбедат безбедни и здрави работни места за сите граѓани.
Еден од главните предизвици на оваа стратегија е токму тоа да се да се спроведат постоечките правила и да се имплементираат во пракса, како и да се подобрат капацитетите на микро и малите предпријатија за да се воспостават ефикасни стратегии за превенција на ризикот. Кога збориме за Македонија, во 2015 година беше изработена стратегија за унапредување на безбедноста и здравето при работа преку активно учество на граѓанските организации, стратегија која е изработена од страна на Македонско здружение за заштита при работа и социјалните партнери кои беа активно вклучени во целиот процес. И токму оваа стратегија налага воспоставување на систем за унапредување на безбедноста и здравето при работа, како и подобрување на условите за работа и обезбедување на безбедни и здрави работни места. Сите овие работи кои ги кажав, произлезе потребата за спроведување на овој проект, кој го спроведуваме во соработка со Сојузот на синдикатите на Македонија, кој има за цел подобрување на правата на работниците за безбедна и здрава работна средина, како и воспоставување на добра комуникација и соработка помеѓу синдикатите, работодавачите, граѓанските организации и државните институции. Проектот се спроведува 15 месеци и е финансиран од страна на Европската унија. Кои активности ги спроведовте изминатиот период во рамки на проектот? Така, беа организирани 10 информативни состаноци во 10 градови во Република Македонија. Целта на овие состаноци беше да видиме со кои проблеми и предизвици се соочуваат и работниците и работодавачите, па можам да кажам и институциите. Потоа беа организирани крос-секторски дебати, беа организирани 2 дводневни обуки, каде што ние, заедно со синдикатите, обучевме 40 представници на вработените, 40 синдикални представници за основни стандарди за безбедност и здравје при работа. Потоа беше спроведено истражување, студија за функционирање на бипартитниот диалог во Република Македонија и улогата и профилот на представниците на вработените. После оваа студија следуваше дебата, јавна дебата помеѓу сите релевантни чинители и пред 2 недели беше организирана национална конференција за функционирање на бипартитен диалог на нашата земја. Веќе споменавте дека изминатиот период сте можеле да се запознаете со кои проблеми најчесто се соочуваат работниците и работодавачите? Така, па со овој проект можам да кажам слободно дека анимиравме над 300 учесници на терен од информативните состаноци, информативните средби, на кои активно учество има и синдикатите, и работодавачите, и стручните лица по безбедност при работа и граѓанските организации. Морам да кажам дека и работодавачите и работниците се соочуваат со проблеми во своите работни средини. Работниците не се информирани за правата и обврските во голем дел, не сите, во голем дел не се информирани за правата и обврските за безбедноста и здравјето при работа, права и обврски кои произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа, колективниот договор и општите акти на работодавачите. Исто така имаат недоволно познавање за проценката на ризик на работа на тоа место и нормално за мерките кои треба да ги преземат. Меѓутоа, од друга страна, кај работодавачите имаме недоследна примена и претходно кажав на Законот за безбедност и здравје при работа. Од ситуацијата на терен имаме работодавачи и компании кои максимално се грижат за здравјето на своите работени, за условите во кои работат работниците. Меѓутоа имаме и работодавачи кои сметаат дека инвестирањето во БЗР е трошок и тоа е нешто што они не можат да го носат. Кои се препораките кои што ќе произлезат или од студијата за клучоците? Така, па студијата е публикувана на македонски, албански и англиски јазик, така да сите кои се заинтересирани може да ја преземат и од веб страната на нашата организација и од Сојузот на синдикатите. Оваа студија за прв пат е спроведено вакво истражување и се надевам дека ова ќе представува заеднички документ на кој сите ние ќе работиме и синдикатите и работодавачите и граѓанските организации и државните институции се со цел подобрување на правата на работниците за безбедна и здрава работна средина, подобрување на условите за работа во македонските компании,
како и спречување на повредите, професионалните заболувања и несреќите при работа. Бројни заклучици произлегоа. Ќе напоменам неколку, значи се предлага ревизија на Законот за безбедност и здравје при работа, едукација на представниците на вработените за безбедност и здравје при работа, едукација на синдикалните представници, стручните лица, докторите, специјалисти по медицина на трудот. Исто така, некоја форма за унапредување на диалогот во компаниите беше и формирање на БЗР одбори во рамките на компаниите, зборам за средни и големи компании, каде што тоа може да се преминува во пракса. Потоа нешто што недостасува и подолго време е воспоставување на систем за евиденција на повреди, професионални заболувања и несреќи при работа, систем кој во другите земји го имаат развиено и добро функционира. Госпоѓа Насковска, со Сојузот на синдикати на Македонија во 2015 година направивте кампања под мотото, мислам дека беше за безбедни здрави места. Целта беше да се измени законот. Така. Сојузот на синдикати на Македонија во континуитет од своето постоење до денеска работи на подобрување на условите за работа на работниците, воедно и подигање на сите, подигање на свеста кај работниците за безбедна и здрава работна средина. Мотото под кое што преземавме оваа кампања во 2015 година беше за здрави и сигурни работни места. Од нашата анализа од Сојузот на синдикати на Македонија покажа дека доволно на терен не се спроведува Законот за безбедност и здравје при работа и дека има недоследно почитување. Така што сметавме дека покрај работодавачите и работниците кои што треба да учествуваат во безбедност и здравје при работа на самите работни места, убаво би било да се вклучи и синдикалниот представник или представникот од синдикат, тоа може да биде председател на синдикалната организација, во Законот за безбедност и здравје при работа. Кога зборувам за 2015 година, ова беше мото да се почнат измени и дополни на Законот за безбедност и здравје при работа, кој што беше изменет на крајот на 2015 година. Во овој закон ние внесовме на нова димензија, го внесовме синдикалниот представник како представник на вработените, кој што може да се избере на синдикален собир на работници, меѓутоа во тие предпријатија или компании каде што нема синдикат, може да се избере представник на вработените повторно за безбедност и здравје при работа на еден работнички собир. Така што овој представник, синдикален представник, доби една нов начин на работа, еден проевропски, прозападен начин на работа, со тоа што му дадовме една обврска да може најмалку 2 пати годишно да ги обиколи сите работни места во компанијата и да се запознае со сите потреби од страна на вработените, а во врска со подигање на безбедноста и здравјето при работа. Исто така, тој ќе биде една конекција помеѓу работодавачот и вработените за обезбедување на овие здрави и безбедни работни места. Исто така, тој има задача писмено да го извести или пак на состанок самиот работодавачот за потребата на работниците на самите работни места. Работодавачот мора да ги обезбеди сите работи што се потребни за безбедност и здравје при работа, меѓутоа, ако не ги обезбеди во доследно време или доследен временски рок, тогаш синдикалниот представник може да ја прекине работата на самата компанија. Исто така дадовме обврска на работодавачот да може да го извести, не да може да треба да го извести самиот синдикален представник за изјавата и проценката за ризик на работно место, која што е направена согласно законот за сите работни места. Значи мора да го запознае, потоа дадовме обврска да самиот работодавач го вклучи во колективното договарање самиот синдикален представник во делот исто за безбедност и здравје при работа и во колективниот договор да бидат опфатени сите прашања кои се однесуваат за безбедност и здравје при работа. Ако настане одредена повреда, несреќа, дали тоа ќе резултира со смртен случај,
колективно или индивидуално, или пак заболување кое што нели одстапува најмалку 3 дена да биде одсутен самиот работник или повеќе работници ако има некоја колективна повреда, тогаш самиот работодавач мора писмено да го извести синдикалниот представник за условите под кои што настанала таа одредена штета. Исто така, доколку дојде самиот инспектор на труд и ги обиколува работните места за да ги провери, записникот кој што го прави воедно мора да биде потпишан од страна на синдикалниот представник, односно тој ќе биде еден, да кажам, еден вид на коректор помеѓу работодавачот, инспекторот на труд и вистинската состојба што е во самата компанија. Овие измени што се спроведоа беа, да кажам, еден вид на иницијатор за да се и отпочне овој проект заедно со Македонското удружение за заштита при работа, а воедно да ги запознаеме не само работниците, туку и веќе избраните синдикални представници или представници на вработените за безбедност и здравје при работа за нивните обврски кои што ги имаат и нивните права. Што покажува вашето искуство, колку приватниот сектор ги воведува синдикалните здружувања? И како го решавате тоа доколку не се практикува? Вака, значи, од работата на терен и од нашите 10 работилници спроведени, увидовме дека таму каде што работниците се синдикално организирани, дека безбедноста и здравје при работа е на доста повисоко ниво. Меѓутоа, на самите работилници имавме и представници од компании кои што не се синдикално организирани. Нормално, таму во некои големи компании, можам да кажам со сигурност, навистина ги почитуваат, меѓутоа во помалите компании има доста недоследности. Нормално, ние ги советуваме на терен да искочат дали синдикално се организираат, затоа што колективното организирање, колективната заштита, не само за безбедност и здравје при работа, збориме за сите работнички права, е секогаш подобра ако луѓето се колективно организирани. Тоа е и, да кажем, еден заклучок од овој проект кој што произлезе. Исто така еве сега користаме на можност да упатаме да апел до сите работници, значи без разлика каде се вработени, во големи, во мали, во средни компании, да се изберат свој представник на вработените за безбедност и здравје при работа, да го познаваат и сите потреби да му ги упатуваат него во зависност од специфичноста на нивното работно место. Исто така, бидејќи Сојузот на синдикати на Македонија има своји 10 синдикални представништва низ регионов и 9 синдикални канцеларии, го покриваме целата територија на Република Македонија, слободно може да се обратат во било која од канцелариите и да побараат помош. Кои се заложбите на ССМ во однос на заклучоците кои произлегоа од студијата која што ја водите? Заложбите, согласно студијата, произлезе дека треба да се направи една ревизија. Ние имавме еден состанок кој што беше на иницијатива нормално на проектот за да се запознаат социјалните партнери, односно економско-социјалните совет со резултатите од спроведената анализа на терен, заклучоците и препораките кои што треба да се спроведат на терен. Значи, еден од тие и ревизија нормално и дополнување на самиот закон, со тоа што Сојузот на синдикатите на Македонија пред економско-социјалниот совет веќе достави не само во врска со безбедност и здравје при работа, туку еден протокол за социјален напредок кој што е доста актуелен и ќе биде промовиран овој месец на 27 пред социјалните партнери, а во него се вклучени нормално и делот за безбедност и здравје при работа. Така што еве како ССМ се залагаме за подобри услови и подобри работни места на самите работници. Неодамно одржавте национална конференција, мислам дека беше насловена функционирање на партитниот диалог за БЗР во компаниите, која беше целта и како помина? Така, целта на конференцијата беше подигнување на свеста за придобивките од бипартитниот диалог за безбедност и здравје при работа, како и да се погледнат ставовите и мислењата на засегнатите страни за тоа како социјалните партнери, граѓанските организации и државните институции понатаму ќе работат во насока на подобрување на бипартитниот диалог во Република Македонија. На конференцијата учествуваа над 90 представници од синдикалните организации, работодавачите, државните институции и стручните лица.
така да беше ова една целодневен настан на почетокот социјалните партнери имаа своји излагање за предизвиците при имплементирање на бипартитниот диалог во Македонија. Потоа стручни експерти од Македонија и од регионот говореа како на терен можеме да ја подобриме ситуацијата. Колегите од Хрватска дадоа своje видување како тоа функционира во нивната земја и тоа е нешто што е и препорака на оваа студија, како може значи преку формирање и функционирање на БЗР одбори во компаниите да се подобри соработката помеѓу работодавачите, работниците, стручните лица и докторите специјалисти на трудот. Така да конференцијата беше успешно спроведена. Кој е вашето мислење, до која мера е подигната свеста за придобивките од бипартитниот диалог во компаниите? Вака, па со самото тоа што претходно многу малку се говореше прво за овој закон и потребата да се спроведува на терен, сметам дека по спроведување на проектот, а воедно и по обучување на овие 40 синдикални представници, свеста е на доста повисоко ниво. Веќе сам зборувам за таму кај што има синдикати. Таму каде во компаниите кај што има синдикати веќе се интересираат и дури имаме и доста јавувања во самиот синдикат во однос на тоа што треба да превземат за да можат безбедно да работат и кои нормално документи све треба да ги имат. Весна, веќе споменавте дека подигнување на свеста на работодавачите е, да речеме, делумно на ниско ниво. Например, многу ми насметаа дека е скапо да се инвестира во работниците, обуката и слично. Така. Што преземате на тоа поле? Како мислите да така, да ја бројни подигнете активности години назад се преземаат на ова поле со цел подигнување на свеста за значењето на безбедноста и здравјето при работа. Во рамките на нашето работење се организираат бројни обуки, тематски обуки за работодавачите, тематски обуки за стручните лица по безбедност при работа, за представниците на синдикалните представниците на вработените. Освен овие конкретни активности, се спроведуваат голем број на кампањи за подигнување на јавната свест, голем број на настани, така да и веќе ги споменам, значи секоја година нашето здружение во соработка со социјалните партнери го одбележува 28 април, Светски ден за безбедност и здравје при работа. Исто така и оваа година, освен 28 април, беше одбележена Европска недела за безбедност и здравје при работа, каде што беа посетени две компании за пренесување на добра пракса и искуства за безбедност и здравје при работа. Така да преку бројни настани, бројни акции, ние се залагаме како да се подигне свеста кај сите чинители. Имаат ли храброст работниците да пријават повреда на работно место или слично? Па, моментално немаме нешто поголем обем на пријавување на повреди од страна на работниците. Јас само би ги уште еднаш охрабрила, значи има законски норми, синдикатот на вистина ќе застане позади секој вработен. Не би требало да се плашат ако пријават повреда на работа. Така да, освен ако работодавачите не си ги спровеле сите мерки за безбедност и заштита при работа. Така, ќе додадам дека исто така може да го, освен синдикатот, да го контактираат и представникот на вработените за БЗР, кои и неговите права и уврски се уредени во Законот за безбедност и здравје при работа. Исто така постои и можност да стапат во директна комуникација и да го пријават тоа и во Државниот инспекторат за труд. Во споредба со претходните години, дали имате некоја бројка, например, еве, со оглед на фактот дека имате низа конференции, обуки и слично, дали има напредок веќе? Па, веќе спроведената студија укажува дека сепак и покрај се што се работи во однос на безбедност и здравјето при работа, дека повредите, професионалните заболувања и несреќите при работа од година на година нарастат. Значи, повторно можам да кажам дека треба да се преземат бројни активности за да се овозможи унапредување на безбедноста и здравјето при работа, да се спречат повредите и несреќите при работа и да се делува во подобрување на условите за работа во компаниите. Кои ќе бидат вашите следни активности во иднина? Бројни активности спроведува Сдруженијето, ќе ги споменам тематските обуки кои се организираат скоро секој месец за различни целни групи и различни индустрии.
Потоа имаме регионални активности кои Сдруженијето ги спроведува во Македонија и во 4 ИПА земји, каде што ние сме координатор на оваа програма и овој проект. Потоа следува Европска недела за безбедност и здравје при работа, одбележување на 28 април светскиот ден. Македонско здружение е коорганизатор на меѓународна конференција која се оваа година се одржува во Црна Гора. Светски конгрес за безбедност и здравје при работа не очекува, така да имаме доста активности на терен. Што ќе се насочи Сојузот на синдикати на Македонија? Сојузот на синдикати на Македонија во овој период интензивно работи на отварање на синдикален едукативен центар во кој што покрај останатите теми кои што ги засегаат работниците ќе бидат обучувани и синдикалните представници за безбедност и здравје при работа. Така што во овој синдикален центар тие ќе можат да добијат нормално сертификат со кој што ќе можат да работат на терен. Исто така во соработка со Светската организација на синдикати и Европската организација на синдикати во континуитет се работи на подобрување на безбедноста, се прават анализи, така што во тек е исто и работилница од Паневропскиот комитет, регионален комитет од Светската организација на синдикати, кој што би требало сега да се одржи, мислам дека јуни или јули, ќе се зборува за безбедност и работа, здравје при работа, односно ќе се прави една компаративна анализа во регионов како се движат состојбите во однос на законските регулативи. И исто така нас ни следува 1 мај, на кој што исто преземаме одредена кампања. Заедно го славиме 28 април, ден за безбедност, така да многу активности. Почитувани ви благодарам и ви посакувам успех во следните активности. Благодараме на вас за поканата. Благодараме за поканата. Ве очекуваме повторно. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.